Благодарам на прашањето, почитувана претеничка. Јас можам слободно да кажам дека нашата држава водеше успешна политика од почетокот на економската и енергетската криза, пред се во делот на обезбедувањето на електрична енергија, без никаков прекин во текот на целата измината година. Но исто така континуирано и креиравме мерки преку кои што обезбедувавме субвенции и финансиски средства за најранливите категории на граѓани, како и субвенционирање на цената на електрична енергија, која е обезбедена за сите домаќинства и за сите компании на регулираниот пазар кои вработуваат над 90% од вработените во државата. И таа цена на електрична енергија беше субвенционирана од страна на државата со 80%. Северна Македонија имаше и најголем пакет на антикризни мерки во износ од 760 милиони евра, кој што го потврди и Светска банка во однос на сите земји во регионот, која што беше наменета за поддршка на граѓаните и за поддршка на компаниите во делот на справување со економската и енергетската криза. Во вакви услови успеавме да го зголемиме домашното производство на електрична енергија, па дури и да извезуваме струја во текот на најтешкиот месец јануари оваа година. Од Република Северна Македонија истовремено создаваме и зелен енергетски хаб во регионот и во Европа, и тоа може да го потврдат сите анализи кои што се прават во оваа област. Нашата стратегија за развој на енергетиката до 2040 година е целосно заснована на Европскиот зелен договор и веќе ја спроведуваме во земјата. Владата која ја предводам ќе остане запаметена како влада во чиј мандат е инсталирана најголемата моќност на обновливи извори на енергија во историјата на нашата држава. Го подигнавме интересот за инвестиции во обновливи извори на енергија, ги олеснивме процедурите, ги прилагодивме законските прописи, ги прилагодивме правилниците, зашто најголем удел имаат Министерството за економија и Министерството за транспорт и врски. Во моментот во нашата држава работат фотонапонски централи со вкупна инсталирана моќ од 450 мегавати, кои произведуваат над 610 гигават часови електрична енергија, која што е доволна за задоволување на потребите на 198.000 семејства во државата. За период од помалку од 2 години, колку што е мандатот на оваа влада, дури 685 централи добија дозволи за работа, а тие според пресметките може да снабдуваат со струја над 160.000 домаќинства со просечна потрошувачка на 18 градови во државата. Од исключително значење ќе биде и проектот Чебрен, кој што беше единствено на хартија како проект повеќе од 5 децении. Конечно оваа година, после 13 неуспешни тендери, имаме избрано понудувач кој што е подготвен да инвестира во изграда на овој огромен енергетски капацитет. Тоа е грчката компанија PPC заедно со нивниот партнер. Предвидена е изградба на реверзибилна хидроцентрала со капацитет од 333 мегавати, која што покрај тоа што ќе биде еден од големите производители на електрична енергија во земјата, важно е дека ќе биде користена и како централа која што ќе ги балансира вишоците на обновливи извори на енергија во одредени делови од денот со оглед на тоа дека се работи за централа која што ќе работи на реверзибилен принцип. Инвестицијата е 1 милиарда евра, која што ќе биде практично заедничко вложување на ЕСМ и приватниот партнер. Со ова се реализира една долгогодишна заложба која што нашите експерти, нашите политичари ја имале во скоро половина век од постоењето на нашата држава. Меѓутоа, денес, благодарение на посветеноста и на тимовите кои што работеа на реализацијата на подготовката на документацијата на министерствата, конечно имаме избрано понудувач кој што ќе може да започне со процедурите за реализација на овој објект во наредниот период. Исто така не отстапуваме и од ветеното, кое што го ветивме во програмата на владата за периодот 2022 до 2024 година, а тоа е енергетска транзиција и одржливост. На долг рок нашата земја цели кон зголемување на домашното производство на електрична енергија преку инвестиции во нови енергетски инфраструктурни проекти од страна на државата, и тоа доминантно преку АДСМ, базирани на обновливи извори на енергија, но и преку моделот на јавно-приватни партнерства и законот за стратешки инвестициски проекти, кои што представуваат начини за обезбедување на енергетска независност на Северна Македонија. Такви стратешки инвестиции во енергетиката се фотонапонската електрана од 10 мегавати веќе инсталирана на старите наоѓалишта на Осломе, инвестиција на ЕСМ,
фотонапонски централи по пат на јавно-приватно партнерство, исто така во Осломе, од 100 мегавати, со што практично ќе биде заменет целокупниот капацитет за производство на електрична енергија од јаглен со производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија кои што не загадуваат. Во текот на 2023 година се очекува да започнат овие централи со изградба, бидејќи се работи веќе на нивно проектирање. Од стратешките инвестиции и извои проектите на кои што работат стручните тимови за голема централа од ветер, значи ветерен парк Вирови, за кој што е заинтересирана германската ВПД, огромен конзорциум, потоа француската компанија Акуо за фотоволтаична, односно агроволтаична централа во делот на Источна Македонија, како и нова грчка инвестиција во делот на снабдување со електрична енергија произведена од газ, која што би вредела 211 милиони евра. Во 2022 година, да ве потсетам дека почна со работа нова 17 мегаватна соларна централа, собственост на Гени Сонце, а исто така пред извесен период беше пуштена и најголемата во регионот 55 мегаватна централа во Битолско Новаци. Дополнително во оваа 2023 година очекувам да започне со изградба и гасниот интерконектор со Грција, со кој ќе се приклучиме на трансјанранскиот гасовод и ќе добиеме можност за приклучување и купување на газ од извори од Азербејџан и од други ЛНГ терминали со потекло на гасот од различни континенти во светот, а некако досега да бидеме зависни само од еден гасовод и од еден извор на газ во светот. Нашата зацртана цел е гасифицирање на државата. Знаете дека во текот на минатата година конечно заврши инвестицијата, односно конечно е поврзан гасоводот од Жидилово до Битола, со што се овозможува понатамошни инвестиции во гасни централи во рек Битола, меѓутоа и овозможува конечно после 50 години веројатно ветувања за граѓаните на Битола да добијат топловод со кој што ќе може конечно да има централно грејење во градот Битола. Првата фаза е завршена, втората фаза ќе започне со имплементација во текот на наредната недела. Во однос на другите елементи на справувањето со кризата, со замрзнувањето на цените, со мерките кои што беа преземени во овој дел, овозможивме да ја преполовиме инфлацијата. Носиме мерки во интерес на сите со цел да последниот месец од годината инфлацијата биде 5%, која што е остварлива со оглед на надолното движење на инфлацијата во текот на изминатиот период. Со замрзнувањето на цените на основните прехранбени производи, нивното намалување преку обезбедување на гарантирана цена на производите, како и со владината одлука за допрецизирање на повластената стапка на ДДВ од 5%, нашата држава останува да биде држава која што има најниска основна стапка на ДДВ од 18% и највисоко ниво, односно најдолга листа на повластени производи со 5% од 1650 производи кои што граѓаните ги користат во својата секојдневна употреба. Исто така, во однос на останатите мерки кои што се преземаат, може да очекуваме до крајот на годината да имаме намалување на инфлацијата, на она што е проектирано на околу 5%, кое што ќе представува 4-кратно намалување во однос на она што беше во текот на зимските месеци од изминатата година, односно од крајот на годината. Согласно последните податоци во однос на платите кои што ги добиваат работниците, просечната исплатена нето плата во повработен во Република Северна Македонија според официјални податоци на Државниот завод за статистика во август 2023 година изнесува 36.390 денари, односно истата е зголемена за 4.519 денари во споредба со август 2022 година. Она што е важно за животниот стандард на граѓаните е дека економијата создава реален раст на платите, кој веќе 5 месец поред го надминува индексот на трошоците за живот, односно инфлацијата, а кој во август месец изначуваше 108,3%, што значи дека имаме разлика од 5,9 индексни поени во корист на куповната моќ на граѓаните. Овие бројки најдобро покажуваат дека мерките се добри, дека оценката која што ја дава Светската банка во однос на антикризниот пакет мерки е точна и дека може навистина да им честитаме на сите служби кои што работеа
тоа се професионалци во сите министерства на подготовката и имплементација на овие антикризни мерки. Ви благодарам.